она кое што е наша утринска тема или во фокус на оние главни наши теми кои имаме секојдневно, велиме работи кои што се доста корисни, совети, препораки, она кое што е актуелно, но и кое е во соодветниот временски период. Па така се наоѓаме на почетокот на пролета, во еден од најпроменливите месеци или месец март, но и еден од најубавите месеци. Непопусто ни ја носи впрочем и календарски пролета и уживаме во овие денови, иако за метеопатите ќе речеме дека можеби малку посензитивни и ги чувствуваат тие промени и на расположението, но исто така и за секој од нас, особено кога ни се ближи периодот, како и сега, односно следниот викенд, промената на часовникот. Часовникот го поместуваме сабота кон недела 1 час понапред и оваа година понапред и во датум. 29 март го поместуваме часовникот и некако се прилагодуваме на летното сметање на времето. Но со доаѓањето на пролета треба да се прилагодиме целосно, ако зборуваме за здравата исхрана, за физичката активност и за спиењето. Тоа е еден биоритам на самиот организам кој што е неопходен за да бидеме и да се чувствуваме здрави. Затоа сметавме дека е добро да отвориме на ваква утринска тема, да имаме целина со стручни соговорници, кои што ќе ни одговорат на нашите прашања на сите овие три теми, значи за здравата исхрана и колку е важно да направиме на промена или пролетен рестарт кога е исхраната во прашање, физичката активност, континуитетот или нешто што можеби малку сме го запоставиле во зимскиот период, обично е тоа чест случај, но и промената на часовникот, спиењето, можеби и регулацијата на сонот, важноста за тоа колку часови сон ќе поминеме и како ќе се чувствуваме и во текот на секојдневието. Треба да бидеме наспани за да функционираме, но никогаш и тоа тешко ни успева. Интересна е коинциденцијата дека имаме три од сето тројство имаме храна, физички баланс, односно енергија преку активности и нашата Сања која што веќе имаме на линија ќе ја поздравиме. Сања, голем поздрав ти праќаме, за скоро се слушаме и со тебе и спиењето. И мора да признам ова Ивана што даде одлична најава. Пред некој период ја гледам одличната Джейн Фонда, која што е повеќе нели колку можеби во својата 8 деценија во животот. Таа нели често на времето знаеше да прави видеокасети со вежбање храна и сега во оваа 8 деценија таа вели исто тоа што го кажа Ивана и за она што тие три аспекти ќе го фатиме, вели тоа е нешто заклучи во животот дека инвестицијата мора да ја направиме во храната, во физичката активност и во спиењето. Да, и тоа нема некој што не го знае, но секогаш е добро во овој период да се потсети, а таквите примери секогаш ни се мотивација плюс. Да си ги нели представиме гостинките во студиото, иако тоа го направивме на нашата генерална најава, Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист, добро позната на нашите гледачи, генерално и како нутриционист и по рецептите во кујната. Емилија, добро утро. Така е. Денеска те поштедивме од гостење. Ќе дадеме совети готвењето колку значи како да се подготви. Така е, да, и Јасмина Трипуновски која што за прв пат во утринска на Телма, професор по физичко образование, спорт и здравје и фитнес тренер. Мислам дека личност која што можете така одблиску да ни долови колку е важно да се активираме малку повеќе во текот на пролета, но и што е важно во таа физичка активност. Јасмина, добро утро и добро ни дојде. Добро утро. Сања ја поздравивме веќе, Сања ќе ја вклучиме за кратко онлайн, бидејќи е во својот дом, се разбира секој со своите обврски, а Сања во моментот и со нели она кое што е најслатката обврска, велиме. Со трето детенце. Со бебенце кое што нели е во моментот мало, но сепак благодарности до Сања што утро во вака ќе се вклучи во утринска на Телма, па Сања, добро утро и добро ни дојде вака онлайн во утринската тема. Добро утро, добро ве најдов и благодарам секако на поканата. Задоволство ми е секогаш кога гостувам кај вас. Ќе се задржиме вака онлайн, верувам ќе го слушаш разговорот, па ќе можеме напоредно да зборуваме за сите овие три работи или три сегменти кои што се една одлична целина за да имаме добар пролетен рестарт. Ќе почнеме со исхраната, нешто кое што е апсолутно важно и ние и пред малку зборувавме пред да се вклучиме во живо. Ни интересира секогаш промената на менито, па што да правиме, па што да внесеме, да додадеме или како да си го освежиме можеби пролет мени, но тој пролетен рестарт е особено важен. Многумина почнуваат можеби со одредени пролетни диети, некако и со побрз ефект кон летото, тоа е нешто стандардно можеби во овој период, но што е правилно? Ви се некој пат се прашуваме дали е мит или реална потреба. Така, со оглед на тоа што пролетниот рестарт представува нутритивна и физиолошки протокол кој што организмот на некој начин физиолошки се прилагодува кон временските
времето, сезоната, односно сезоната. Така да на тој начин тој рестарт нуди можност да овој пролетен рестарт на некој начин ги обновиме клетките, го детоксицираме организмот и на некој начин ги вметнеме потребните ресурси на витамините и минералите кои што во зимскиот период па и не така често можеме да најдеме нели храна која што доминираат одредени витамини и минерали кои што ни се потребни, а пролетта со тоа го дозволува на некој начин за да направиме. Ова можеме со еден период кога можеби да ги исфрлиме суплементациите кои што сме ги користеле. Токму така, затоа што во зимскиот период ние дополнително па имаме и одредена суплементација која што ја примаме со тоа што витаминот Д, витаминот С и магнезиумот ги надополнуваме преку суплементација во консултација со фармацевт, со лекар или со нутриционист, за разлика од пролетта и пролетниот рестарт, нели кој што го правиме, храната треба да изобилува со свежи ензими, да имаме растителни влакна, да го детоксицираме организмот, бидејќи во оној зимски период, па сега правам паралела како зимскиот период и пролетниот период што нуди можност храната за да го рестартира нашиот организам, да го апдейтува, бидејќи во зимскиот период ние конзумираме храна која што е потешка за дигестија, храна која што ни дава енергија за да го стопли телото, бидејќи се поладни деновите. Потоа храна која што повеќе е термички обработена, па и преработките кои што ги внесуваме, па има многу периоди на слави, нели и имендени во тој период, па каде што ферментираните производи и многу поводи за храна и јадење, и тука се конзумира храна, простите шеќери, нели колачи, благи, баклави, како што напомена и ферментираната туршија, зелка, сето тоа на некој начин е добро, меѓутоа поголема количина на сол па и задржува вода и течности во телото, и на тој начин во зимскиот период што се случува? Ние задржуваме вода, течности, ги зголемуваме килограмите, нашиот метаболизам па и природно согласно сезоната и зимскиот период се успорува, немаме доволно физичка активност, а тоа ќе го спомене и Јасмина, дали е тоа навистина така или е некаков мит околу физичката активност во зимскиот период. И на тој начин организмот, како што велиме ние, нели, хибернира и стануваме помрзеливи. Сега, кога доаѓа пролетта, имаме свежи ензими, па поголеме и денот, и тука е борбата со оние два хормони, мелатонинот и серотонинот. А што значи тоа? Во зимскиот период нели сме почесто поспани поради помалиот ден, нели, а во летниот, односно во пролетниот период, кога е поголем денот, кога се сончеви, поголеми часовите, деновите, на тој начин имаме ние поголема енергија, и тука додека телото се синхронизира со мелатонинот и кој што е активен повеќе во зимскиот период, наместо серотонинот кој што веќе со будењето на пролета го будиме и телото, додека се балансира и синхронизира. Многу често викаме на пролетен замор. Тоа е заради адаптација на тие хормони додека го адаптираме телото, и на тој начин ние навистина треба да имаме рестарт, преод кој што во текот на овој период за жал често го правиме, бидејќи тогаш наоѓаме опција да најдеме еден напиток кој што ќе ни направи нели лимфна дренажа, па ќе направиме рестарт или детокс на телото. Меѓутоа детоксот се прави во текот на целата година, но критична е пролета, од зимскиот период и пролета, па затоа заради овие хормони, не само мелатонинот и синхронизацијата на серотонинот и другите хормони кои што треба еден убав рестарт или апдейт на нашето тело да направиме. Кажавме дека сега великденските пошти се и присутни, така што исхраната некако ќе успееме да ја адаптираме лесно да биде, нели можеби? Апсолутно, бидејќи внесуваме, како што кажав, и свежи ензими, па храна богата со хлорофил, која што е зелената храна, потоа храна која што е богата со антиоксиданси, црвените шумски плодови, па и сите тековно сезонски што излегуваат во овој период, има зошто природата дала, бидејќи тука изобилуваме со свежи ензими, растителни влакна, кои што се многу важни да ги внесеме за да го детоксицираме телото. Ние природно имаме органи кои што го
детоксицираме телото, како што се црниот дроб, бубрезите, преку потењето, па и во пролетниот и во летниот период, нели секреторниот, екскреторниот систем, како и бубрезите, како и преку кожата и потењето, па и дури во тој период, па повеќе луѓето пијат вода во зимскиот период, никако немаат потреба и многу често се соочувам со тоа што го кажуваат клиентите. Како да имаме архиви залихи. Точно така, меѓутоа тие архиви залихи ние ги црпиме во зимскиот период и во пролета ни се случува тоа што се случува. Да, често пати знаеме да кажеме во кујната дека само треба да следиме тоа кој што ни го дала природата и да ги слушаме знаците на сопственото тело. Имаме органи кои што нормално ни ги чистат токсините, но тоа не значи дека треба да ги преоплевариме. А истовремено балансот кој што треба да се одржи во текот на пролетот особено е многу важен кога зборуваме за балансот помеѓу здравата исхрана и физичката активност. Емилија го спомна пролетниот замор, некоја честа состојба или чувство кај многумина од нас и ќе речеме можеби многу пати ќе речат, претпоставувам јас мина се соочуваш и за тоа некако се чувствувам уморен или уморна, не можам да вежбам, а со вежбањето или со физичката активност е тотално спротивното. Добиваме сила многу повеќе од колку што можеби ќе седиме или ќе бидеме по-пасивни. Па ајде малку ќе го објасниме од еден стручен аспект токму тој пролетен замор и што предизвикува физичката активност тогаш. Значи кога сме во зимски период, нели телото малце не е толку активно како периодот кога доаѓа пролета. За разлика има постојат луѓе што се активни во текот на целата година, но сепак зимата си е зима, си го прави своето, сме затворени, како што спомна Емилија, денот е помал. Веќе кога настапува пролета, јас често кажувам, се буди природата, се будиме и ние, температурите се повисоки, со самото тоа и нашето расположение станува подобро, денот е поголем. И доаѓаме во период кога, ако сме биле активни во текот на целата година, можеби ќе ни биде малце полесен тој период, додека има луѓе кога, да кажам, на некој начин стануваат активни сега, овој период, кога поминува зимата. Но постои можност што ни ја дава природата да ги искористиме работите што самата природа ни ја дава, односно да бидеме активни надвор. За разлика дека во зима сме затворени, да кажам, во теретани, во сали, во студија. Во пролет можеме да ги искористиме убавините што ни ги дава пролет и да бидеме активни надвор. И тука ни се зголемува мотивацијата, ни се подобрува расположението, се зголемува витамин Д, можеме да искористиме исто пролета за пешачење, за трчање, за возење велосипед. Повеќе можности имаме. Да, имаме повеќе можности кои можеме да ги избереме и кои што нас не одговараат, но ќе ни треба мал период за да влеземе во периодот на пролета, но може да биде добро во секој случај да почнеме од некаде. Сега пак ќе се повторам, за некој може ќе биде полесно, за некој потешко, но се зависи како сме биле активни во текот на целата година. Најчести грешки, важен континуитетот. Да, апсолутно. Најчести грешки. Баш да влеземе, да станеме агилни можеби за овој период, кои што се ги правиме. Најчести грешки, ќе се повторам пак, значи тие што биле активни во текот на целата година не е толку тежок тој период од колку луѓе што сега се активираат. Зошто? Зашто тие сакаат да имаат да кажеме брз резултат. Сакаат, мора да знаат моментално каква е нивната физичка активност, да ги знаат нивните цели, а не да бараат нешто брзо, зашто многу лесно ќе се разочараат и ќе падне нивната мотивација. Значи треба да најдеме нешто соодветно што ни одговара на нас во моменталната состојба, постепено и благо, и како влегуваме ние во таа, да кажеме, во тој процес на физичка активност, постепено да се зголемува интензитетот. И сега збориме за рекреативно занимавање со физичка активност, не за професионални спортисти, но сепак моментално треба да ја знаеме нашата моментална состојба на нашето тело и капацитетот и здравствена состојба секаква, значи моменталната состојба на нашето тело и постепено да си го зголемуваме интензитетот. Но имаме избор што ни ги нуди, да кажам, природата, што можеме да ги искористиме, за разлика што го немаме тоа во зимниот период. Се будиме од тој некој зимски замор, од тој некој зимски режим.
Да, и некако пролета не буди, не мотивира, но секогаш треба да знаеме дека тоа треба да оди чекор по чекор, особено ако сме биле да, Сте забележале дека како штекер сме, значи вака се вклучува нешто и одеднаш сакаш се да прегрнеш? Не може, зашто се е процес и за се треба време. Не можеме одеднаш, пример, не сме биле активни, да кажам, декември, октомври, јануари, февруари, сега доаѓа пролет и нас не текнува дека ние мора да станеме физички активни и одеднаш. Не, тука може да бидеме изложени на несакани последици, на контраефекти, брзо разочарување, немаме резултат. Не дај Боже може да дојде до некоја повреда и слично, да. Тие работи ќе ги позборуваме малку и во продолжение во однос на проценката која што дава во тој случај тренерот и колку треба да се слушаат советите и препораките нормално, но за да имаме нели како рековме на рамномерен разговор или во контекст на темата, ќе вклучиме и Сања. Сања, верувам дека го слушаше разговорот, составен дел од сето ова, здравата исхрана, физичката активност е и добриот сон или да кажеме правилниот биоритам, ако е така подобро се изразиме. Зошто? Заради тоа што тогаш организмот го доведуваме во еден совршен баланс. И сега таа совршеност можеби е многу потешко да се постигне и е поретко, но е потребно, особено во денешно време. И како се приближуваме кон промената на времето или летното сметање на времето и промената на часовникот, веројатно советите кои што доаѓаат од тебе се и тоа како важни. Повели. Така и се согласувам, самата наука кажува дека добриот сон, здравата исхрана и физичката активност се трите основи за добро здравје. Тие три го регулираат биолошкиот ритам, кој што пак ги регулира хормоните, метаболизмот, доброто расположение, имунитетот и така натаму. Кога они се во хармонија, многу подобро функционираме и здравието, сонот, сите перформанси на телото се значително подобри. Кога, да кажеме, еден од нив недостасува, тогаш страдаат другите две. Така, например, за кога не спиеме доволно, кога не спиеме добро, се лаче и хормонот грелин, кој што е хормон на глад, и тоа глад за понездрава храна, повеќе за шекери, за јаглехидрати, за масти. На тој начин се настанува една поголемо дебелење. Јасно ни е на сите дека додека вежбаме мускулите и регенерација на телото настанува навечер додека спиеме и додека поминуваме низ фазите на длабоко спиење, што значи дека не може едното без другото. И многу е важно секој од нас да се обиде да направи баланс помеѓу здрава исхрана, физичка активност и добар сон, да стави приоритет можеби на овие три работи, за да се чувствуваме наспани од сабајле, поспани навечер, а во текот на денот со полни енергија и секако да можеме полесно да ги контролираме и килограмите. Спомнавте веќе за пролета, како доаѓа, нели се чувствуваме поуморни, попоспани, за време на пролета. Тоа е поврзано и со спиењето и со промената на времето која што сега и ни следува. Односно, како што доаѓа промената на времето, часот го менуваме еден час нанапред, тоа навидум делува малце, меѓутоа на нашиот организам управиме навистина голем шок, затоа што губиме еден час спиење и се будиме во време кога нашето тело допред еден ден го сметало за време на спиење. Затоа во првите денови од промената на времето може да дојде до зголемена главоболка, намалено расположение, намалена концентрација, дури и зголемени срцеви проблеми во првите неколку дена од промената на времето. Да, Сања, со тебе сме говореле за некакви можеби точки, методи кои што треба да си ги имаме можеби пред нели самата промена на часовникот, која што ја имаме нели за време на овој викенд. Зошто некои луѓе се уште останува правилото дека се адаптираат за еден ден, на некои други се потребни можеби и 2 седмици, и кој е најголемиот мит за спиењето што луѓето се уште го веруваат? Би рекла дека многу зависи од организмот. Значи, како едни ќе се прилагодат, како други ќе се прилагодат, најмногу зависи од организмот на човекот. Имаме луѓе кои што се поприлагодливи, имаме луѓе на кои што им треба се посензитивни и каде што мала промена влијае на нивното спиење. Тоа можеме да го видиме и уште од мали бебиња, уште од мали дечиња, кај нив полесно се прави таа разлика, бидејќи се уште мали и можеме нели редот ние да им го ставиме, но сепак имаме поврзано е со карактерот, темпераментот и самиот организам. Има луѓе кои се поприлагодливи, има луѓе кои што се посензитивни на одредени промени.
Најголем мит, еден од најголемите митови би рекла дека е конкретно ајде ќе ја земам пролетта и промената на времето. Многу луѓе мислат дека сега со оваа промена на време и со тоа што сме изложени повеќе на дневна светлина ќе ни се подобри сонот и нели сме посреќни, но тука би рекла дека е голем мит затоа што токму тоа изложување на дневна светлина до подоцна во доцните вечери малце ни го нарушува сонот, ни помага, односно потешко влегуваме во длабоките фази на спиење, потешко заспиваме и потешко го одржуваме квалитетот на сонот, токму поради тоа што сме изложени повише на дневна светлина, до подоцна на дневна светлина, почесто сме излезени навечер, алкохол се пие до покасните сати, кофински пијалоци исто пиеме во покасно до покасните часови, на тој начин се намалува сонот, се намалува квалитетот на сонот и ние се чувствуваме поуморни и по-ненаспани во текот на целиот ден. Да, и тоа е точно, Сања добро го лоцираше тоа и најчесто веројатно мит дека ќе имаме повеќе време за спиење или некако во пролетниот период и тоа ќе се регулира, но како ни се продолжува денот, така и веројатно ние сме и поактивни и помалку прилагодени, односно помалку поспани, како би рекла ти, она кое што го спомена на почетокот, навечер да бидеме поспани, а наутро да бидеме наспани. И сега на многумина од нас можеби ќе речеме или ќе се најдеме во ситуација каде што сме обратно, на наутро поспани, баш обратно пропорционално. Да, а навечер ако нешто подоцна во денот сме направиле некоја дремка, можеби сме понаспани, па ќе останеме до подоцна во ноќта. Нешто што знае да биде биоритам на многумина, зависи од секојдневието и од обврските. И сега прашањето ми е кога имаме ваков случај или кај ваквата ситуација кај луѓето, колку е тешко кога веќе ќе го забележиме тоа, да и колку време треба да тоа се промени, поточно да го направиме она кое што е потребно, да легнуваме навремено, да стануваме навремено, но најважно да стануваме или да се будиме полесно и да се расунуваме полесно со поголем елан, со поголема енергија, бидејќи тоа е индивидуално, некој се расунува побрзо, некој поспоро и тоа зависи од повеќе фактори. Така е, кај сите исто и тоа е индивидуално. Меѓутоа има неколку работи што можеме да ги направиме за колку толку да си помогнеме да ја поминеме оваа промена полесно. Например, уште од денеска, уште од вечерва, може секој да почне да го поместува времето на заспивање 10-15 минути порано, за да дојде до моментот кога ќе дојде промената и исто будењето наутро да почнеме да се будиме по 15 на минути порано секој ден, се до недела додека да дојде промената, за да можеме да го навикнеме нашиот организам постепено, а не нагло од еднаш еден час, бидејќи еден час на вистина прави голема промена во организмот. Наутро кога ќе се разбудиме е исклучително важно веднаш да се изложиме на дневна светлина, доколку е возможно 10-15 минути прошетка би било идеално, доколку не е само кревање на ролетни и стоење пред прозорот и пиење на утринското кафе, ајде да кажеме на таа дневна светлина, е многу корисно, бидејќи дневната светлина е природен регулатор на биоритамот. И значи таа природно, најприродно ни го поместува биолошкиот часовник и почнува да го регулира времето. Значи навечер се изложуваме малку повише на темнина, односно ги тргаме телефоните, ги задимуваме светлата пред спиењето за да му покажеме на организмот дека сега доаѓа време за спиење, го поместуваме времето малце порано за заспивање, а наутро кога ќе се разбудиме да бидеме изложени на што е можно веднаш да се изложиме на таа дневна светлина. Промената зависи од човекот. Некои луѓе може да се прилагодат за 3 дена, на некои им треба недела до 2, да си дадат време во тој период, да одмараат колку што може повише, да се движат од друга страна исто на дневна светлина, да го користат денот колку што може повише во првата половина од денот, за да се излачат хормони кои што ни го помагаат спиењето навечер. Одлично што го нотираше, тоа е една од методите кои што си ги споделила во некои наши дамнешни гостувања нели во минатото, за тоа дека од сега можем помалку да го поместуваме часовникот што велиш да се прилагодуваме, затоа што многу често со тебе Сања сме говореле дека и модерниот начин на живот е во директен судир со нели нашиот биоритам. Еве, пред да се збогуваме од ова наше линковско вклучување со тебе, дали губењето еден час вистина има поголем ефект, тоа го спомена ти, нели, отколку што мислиме, меѓутоа што точно се случува во мозокот со самото поместување на часовникот кое што се случува овој викенд?
има голем ефект затоа што ние сме нашиот мозок, нашиот организам си има внатрешен биолошки часовник. Кога часовникот на телефоните или кога часовникот ќе го поместиме, нашиот организам не знае, нашиот биолошки часовник не може туку така да го помести. Тој биолошки ритам на нас ни го регулира времето на будење, времето на јадење, времето на физичка активност, време на заспивање, кога сме поактивни во денот, кога треба да сме по-успорени во текот на денот. Поместувањето го изместува целосно нашиот биолошки ритам и нашиот биолошки часовник и му треба време на телото да се регулира. На еден начин, ова најлесно би го споредила како со джетлек, кога ќе отидеме во друга држава каде што временската зона е различна и ни треба неколку дена за ние да се прилагодиме и на вистина се чувствуваме лошо и поспано и тотално без енергија во тие неколку дена додека трае таа адаптација. Исто се случува и сега. Значи му треба време на телото да се адаптира и да си се повторно да се врати на, да кажам, на некое, повторно да се синхронизираат биолошкиот часовник со часовникот кој што ние сме го промениле вештачки. Да. Сања, одлични совети, подсетувања и препораки за оние кои што не следат во пресрет на промената на часовникот или летното сметање на времето. За сите оние кои што поинтензивно ги чувствуваат овие промени, па и влијанието врз расположението, верувам ако почнат уште од денес, еве 25 март, можеби малку ќе ги, како велиме, амортизираат тие промени или ќе се прилагодат на она кое што обично во овој период од годината ни се случува. Ти благодариме што те успеа од делот времето во секојдневните обврски да бидеш дел од утринската и да се подсетиме на сите овие препораки од сертифициран тренер за спиење, особено важно. Инаку аплаузот го дадовме пошто пред да се вклучиш, бидејќи вистина си нашиот доктор Гуднај, така што ќе ти посакаме секако и овој период од мајчинството да го поминеш во едно убаво, кротко, меко свое уживање поглавје во животот, па здравје, се гледаме во студио. Повторно некаде околу октомври ќе биде, сигурно. Па да. Обавезно, тоа се гледам и во студио, ви благодарам многу. Да. Поздрав Сања, убав ден. Убав ден. Ние во студиото продолжуваме со разговорот нели на оваа тема, со Емилија и со Јасмина, во однос на она кое што го спомена Сања, да се надоврземе. Кога вели Сања, кога имаме недостаток на сон, тоа сме го почувствувале. Грелинот е тука активен и тука и чоколади, јагле-хидрати, едноставно постојано бара храна и енергија телото. Меѓутоа, тоа би го, од мој аспект би го кажала дека во текот на целиот ден ние треба да имаме избалансиран начин на живот, нели, вклучувајќи физичката активност како и спиењето. Кога имаме таков баланс, па ние ги балансираме на некој начин и хормоните и правиме природна равнотежа или хомеостаза на телото. Што значи тоа? Треба да имаме старт на денот, дали тоа ќе биде со еден утрински напиток како Марко Сабајле што го направи, енергетски бустер, појадокот, ручекот и вечерата кога треба да биде, така да се синхронизираме и со сонот, па и во текот на денот физичката активност. Кога ги имаме овие баланси, кога ќе ги внесеме сите ресурси, дали се тоа макро и микронутриенти, односно протеини, витамини, минерали, јагле-хидрати и масти, бидејќи тоа како ни се потребни оние здрави масти за функција на мозокот и на телото како гориво. Јас многу често кажувам, кога го правиме балансот, тука ги урамнотежуваме оние два хормони како што е грелинот и лептинот. Тоа е или имаме физиолошка потреба за храна или имаме функционална или нормална, нели, кога организмот е заситен, кога јадеме храна, стомакот е полн, tukаш веќе таа физиолошка, ама кога имаме ние емотивност, раздразливост, ненаспаност, организмот кога прави борба на некој начин, тука се активираат оние хормони па кои што не треба да бидат активни во тој период, нели? Така да имаме, нели, и прав здрав сон, нели, од 8 до 9 часа, зависи, нели, од возраста и сето тоа. Ние во текот на денот треба да бидеме компатибилни, односно да бидеме во баланс самите со себе тоа да го направиме. И многу често кажувам дека појадокот треба да биде многу важен, како и ручекот, бидејќи тој ни држи и ситост до време на ручек, меѓутоа ни ја дава и енергијата, бидејќи нас ни е потребна концентрација во текот на целиот ден и таа
група на Б витамини преку житариците што ќе ги внесуваме, покрај витамините, минералите внесуваме и растителни влакна, кои што па природно го прочистуваме нашето тело од токсини. Кога имаме токсини, буквално ни се менува целиот биоритам на некој начин, бидејќи тука почнуваат и главоболките, па и заморот од сета таа храна што го интоксицира нашето тело. Кога ќе направиме еден баланс и со водата, кога ќе пиеме вода, и многу често грешат клиентите, па да се навратам на зимскиот период, дека не пијат вода, посегнуваат најчесто по храна. Кога пиеме вода, прават компензација, меѓутоа тогаш телото дава сигнал дека ние сме гладни. Меѓутоа, нашето тело може да е жедно, да пробаме прво да се напиеме чаша вода, да видиме дали навистина сме гладни или сме жедни. И тука најчесто се прави грешката, па се мешаат намирници, протеини, јаглехидрати, па колаче, благо, десерт. Едноставно, кога се отвара во фрижидерот или кога се наоѓа во домот некоја храна, не се бира таа храна што се конзумира, затоа што тука не е направена таа природна равнотежа, синхронизација самите со себе, особено во пролетниот период, кога навистина еве почнуваат и анемијата, ќе кажам, оние луѓе кои што имаат проблем со анемија и патат, тука тоа се акцентира. Потоа главоболките, мигренозните болки, па да кажам и алергиите, алергените, навистина тука ние треба да обрнеме внимание и каков тип на храна ќе внесеме за нашето тело да го растеретиме, затоа што црниот дроб во зимскиот период работи двократно, што би се рекло, нели, тука нема лимити, компензира, ние не можеме со нашата клетка да компензираме на долг рок, значи се случува самиот црн дроб да се откаже некогаш, да ги даде, да се измори од својата функција. Се изморува, а што значи тоа? Имунитетот ни паѓа, се случуваат промените на кожата, бубрезите не функционираат како што треба, имаме главоболки кога паѓа имунитетот и е нормално дека тука се бактериските и вирусните инфекции не само во зимскиот, и во пролетниот, па и во летниот период. И на тој начин ние кога ќе ни биде растеретен и дигестивниот систем, на тој начин е и вегетативниот нервен систем, па и сонот би бил полесен, а и физичката активност секако би биле, нели, на друг начин, по друг начин активни, затоа што и храната што ја внесуваме кога сме физички активни е важна и за регенерација на ткивата, односно на мускулите, па би рекла на мускулно-скелетниот систем, затоа што и како што реков преска, витаминот Д е клучен и е важен, бидејќи со сончевите денови, нели, сето тоа. Тоа може би едно од главните нутритивни дефицити кои што ги има во зимата. Најчесто се појавува дефицит, бидејќи ние не го абсорбираме така како што треба, ние не се изложуваме во 14 часот кога, нели, треба да изгориме на сонце. Го надополнуваме со суплементација, што не е... И го надополнуваме, ама треба и правилно да знаеме како да го надополниме, да не се таложи. Значи, секако треба, и доколку е вклучена суплементација, ние треба да се консултираат, луѓето треба да се консултираат и со фармацевт, и со лекар, на кој начин... Која соодветна референтна вредност треба да ја внесеме, или единици, согласно со децата, повозрасната популација, нормално дека различно е и дозирањето и одредена група на тој витамин Д, па и протеините, на која група, нели, се потребни. Ако е некој физички активен, не можам јас да дадам протеин на човек кој што е седентарен и не вежба, нели, нема поголема активност. Да, има ли природни механизми на детоксикација кои што знаеме да ги поддржиме, али некојаш да им попречиме на истите? Тоа е црниот дроб, бубрезите, преку кожата, екскреторниот систем, нели, преку потењето, преку солзењето и преку белите дробови, вдишувањето и издишувањето. Затоа и физичката активност, аеробните вежби, па и јогата, правилното дишење ни го даваат тој баланс што треба да го имаме во текот на целата година, и сега ние може да попречиме. Ако во текот на целата година не практикуваме здрави навики, а често, нели, гостуваме на телевизија да дадеме совети за здрава исхрана, да не правиме едноставно тежина на нашето тело, бидејќи и во зимскиот период загаден воздухот, па екзогени, па и ендогени фактори влијаат, ние треба да го растеретиме нашето тело. Да, и тие компензира
нашето тело има компензаторни механизми, ама до кога? Кога нема веќе сигналот црвен, кога ќе се вклучи аларма, тогаш се случуваат и здравствените проблеми. Покачен крвен притисок, мигренозните болки како што ги споменав, па дури и на долг рок веќе сериозно нарушување на здравјето, дисбалансот на хормоните, тироидната жлезда, а и искрено многу често и кај детската популација, па и кај возрастните застапеноста на Хашимото и на тироидитот е многу застапено. Па тука да ги споменеме и оние полицистични јаници проблеми со женско здравје на некој начин, ние апсолутно покрај пролетниот рестарт, ние многу често треба да го правиме тој рестарт, не со еден напиток, меѓутоа со исхрана, да го детоксицираме телото. И не само на пролет, нели? Треба да го детоксицираме во текот на целата година и треба да го алкализираме. Овие два поими се тесно поврзани. А што значи алкализација? Кога ние јадеме процесирана храна, термички обработена храна, прости јаглехидрати, шеќери, бело брашно и така натака, тоа го закиселува нашето тело и се појавуваат хронично незаразни заболувања, ете како што ги напоменав пред малку, а кога имаме алкални намирници, свежите ензими, како што се салатите, житариците, на тој начин ние даваме баланс или алкализација на телото, доволно е 80% наспрема 20%. Никогаш не можеме 100% да сме, нели секогаш да одолееме на некоја исхрана, па и да измешаме повеќе намирници, меѓутоа да знаеме и тогаш како да го рестартираме организмот и да не е пролет, нели да е обичен ден после таков прекршок. Значи, покрај детоксикацијата, алкализацијата е тесно поврзана. Кога имаме алкален организам, имаме природна хомеостаза на телото или баланс со себе и на хормоните. Да, добро е да го знаеме тоа и да се контролираме кога нели постигнуваме по некој нешто, но истовремено и како тоа да го неутрализираме. Ќе се надоврземе со физичката активност. Неколку работи спомна Емилија што се многу блиско поврзани со физичката активност. Тука јас би ги споменала, еве можеби многумина во последно време и во начинот на исхрана, бројот калории, колку нели калории, па колку да се потрошат, па како што, но сето тоа треба да се направи на еден правилен начин. Што е она што Јасмина најчесто го советуваш во твојата работа, од што да се почне или што е основата, првенствено начинот на кој што ни одговара каква физичка активност, кога ќе се зборува со одреден клиент или тој кој што ќе сака да вежба, што е целта која што сака да постигне покрај здравите навики и доброто здравје, и се разбира колку често ги слушаат тие препораки, ако претходно споменавме дека навистина многу постигнуваат по брзи инстант ефекти, но не е тоа правилниот избор. Декември, јануари се периоди кога гледаме програми, фитнес центри, или одеднаш се случува? Се што после. Да. Јас прво многу се радувам на човек што ќе посегне и што ќе сака да биде физички активен. Има некои што се доволно информирани, има некои што сакаат да добијат информација нели од стручно лице. Прво нешто што треба да биде секогаш битно за нас, треба да си ја знаеме ние нашата моментална физичка подготвеност и целата наша состојба на телото. Мора да почнеме со нешто што е соодветно за нас во моментот и треба да ги знаеме целите, што сакаме да постигнеме. Треба да знаеме која е нашата цел, зошто сакаме тоа да го направиме, дали сакаме тоа да го правиме, да кажеме, сами, зашто, како што спомнати, не знам, сме гледале, сме слушали слично, дали сакаме некој да не води во тоа. Колку можеме дисциплината да издржиме, па колку може треба да сме свесни дека дисциплината е важна. Дисциплината без разбирање е штетно да вежбаме за 3 дена. Да, најбитно е зашто тоа многу се слуша, многу често го кажуваат, нели, мора да бидеме дисциплинирани во секој процес зашто не сме секогаш мотивирани. Да, апсолутно така. И тоа е исто битно. Сега има некои што тргаат во тој процес, знаат што сакаат и имаат ред, го постигнуваат тоа што го сакаат, а има некои што почнуваат, па добиваат, да кажам, некоја криза, кај што сакаат да се откажат и затоа, нели, постојат стручни лица што може да ги водат во тој процес. Да, каде што се добива таа дополнителна мотивација, да се става информација, да се стави акцентот на тоа што сака да го постигне, да кажам, клиентот. И природно да има и стагнација и демотивација. Тоа се случува, што е? Нормално е зашто изложени сме на многу работи и сега не е секој ден ист.
и толку динамично темпо имаме. Да, и исто многу битно што мораме да според нашиот начин на живот, според темперамент, според карактер, конкретно да се најде што ќе ни одговара за да можеме да одиме во тој процес. Зашто веќе спомна Емилија и стања секое тело, секој организам е различен и не исто одговара на секој. За да го уживаме ние тој процес, треба да го сакаме тоа што го правиме. Јасмина, како да препознаеме граница од вистински напредок и преоптобарување, можеби на... Има луѓе што сакаат брз резултат и тие често се разочаруваат зашто очекуваат за краток период да видат кој знае каков голем резултат, додека таа границата, човек што трга да прави нешто и знае зошто го прави, може да дојде до многу поголем резултат отколку од тие што сакаат брз резултат. Ги споменавме децата и споменавме колку е важно да се биде физички активен уште од мали нози. Ние тоа често пати тука го зборуваме, особено заради тоа што алармантна е состојбата со гујазност кај децата или во детската возраст. Начинот на исхрана важен и физичката активност исто важи за детскиот период. Во денешно време навистина постојат различни начини како може да се активираат децата, женски, машки активности за девојчиња, за момчиња и така натака. Но ако се вратиме малку во минатото или ќе речеме во наше време, во времето на нашите и така натака, активноста во детството се знае која е, трчање, играње, нели цела таа активност во текот на денот со другарчиња или надвор во парк е нешто што по себе физичка активност. Секој ќе биде доволен. Добро е што има дополнителни спортови активности, тоа е факт, но кога зборуваме за тоа што ја предизвикува гујазноста, тоа е седентарен начин на живот, особено кај тинејџерите и тие или младите, тогаш веројатно физичката активност тука како препорака е особено добро дојдена. Има ли интерес од младите, што е оно кое што го забележуваш како професор по физичко образование? Има интерес и тоа мене многу ме радува. Зошто? Затоа што е многу кренато нивото на луѓе што се физички активни. Зборам луѓе што јас во мојот круг на луѓе имам што да кажам порано не биле вклучени многу во тој, да речам, рекреативен дел на физичка активност и сега што го прават тоа мене стварно ме радува и нормално, ако родителот го прави тоа, ќе го прави и детето. Сега има нели деца што да кажем имаат дарба, имаат осет за да се занимаваат веќе на некој начин со професионален спорт, нели што ќе бидат вклучени во некој спортски клуб и слично, додека има деца што тоа го прават рекреативно и тоа е многу окей. Исто има многу веќе пак како клубови направени што функционираат веќе многу долг период, што се активностите соодветно за возраста на децата. Да кажем уште од најмала возраст, рана возраст, и тука спаѓаат активности за раст и развој, за правилен раст и развој и сметам дека многу е изразено тоа што сакаат и гледаат да бидат физички активни. Се учат на тие навики. И мене многу ми е, како да кажам, убаво и мило кога се повторувам со муабетот, кога гледам луѓе што се физички активни или некој што не бил, а изразува желба да биде, или кога ќе видам, да кажам, родители на точак со детенци слично, дали пешачат, дали промена. Многу, да. Тоа е примери. Има некој некако свеста. Да се надоврзам на тоа, да, физичката активност е неопходна за тие деца, бидејќи храната процесирана во училиштата во близина, што може од храна да одбера, да јадат чипсови, кока-кола, газирани напитоци кои што има многу шеќери и децата немаат доволно концентрација да се сконцентрираат на предавањето на професорите. Така да нешто се поврзани. Апсолутно и физичката активност е важна да едноставно го балансира детето на некој начин и да се вметне храна која што на вистина ќе даде концентрација и фокус, затоа што ова е сериозно со децата и нивната концентрација која што на вистина е за загрижување, бидејќи се почесто се случува да децата веќе немаат фокус да запамтат што учеле, а сето тоа се базира на храната, каков тип на храна внесуваме, затоа викаме храна богата со нутриенти е многу важна и за концентрацијата. Наспрема
онаа храна која што навистина ни дава само навидом хиперактивност, скокови на глукозата во крвта, па после тоа се случува и децата да имаат инсулинска резистенција, диабет и така натака, каде што овие исхраната и физичката активност навистина треба да бидат од малиност. Да, мислам, доволно е само да влезе едно дете, мислам, тоа маркетиншки трик како намамуваат сите тие производи на рафтови, мислам, со бои, нели, баш интерактивно да комуницира. Кога треба да избере од таа варијанта, сигурно тоа што не треба да го одбере. Да. Еми, кои се можеби најпоценетите нутритиви, намирници во овој период за соодветен пролетен баланс? Што би ги внеле и вистина се скок вистински. Реално многу златен стандард да речеме. Многу малку обрнуваат внимание на зелената салата, односно на салатите кои што изобилуваат со свежи ензими. Овошјето, ајде, можам да кажам дека ќе го вметнат, меѓутоа во прилог со главното јадење или со вечерата, салатата количината е ограничена, таа треба да биде во поголема количина. Можам да кажам дека забораваат и да пијат вода, а често водата е заменета со некој сок кој што има шеќери и дури утринскиот старт како што ти го почна нели со куркума, со бибер, малку мед или лимон, вода да се додаде, тој утрински напиток во рете, меѓутоа водата не може да се замени ниту со чај, ниту со некој напиток од 200 мл. Водата во текот на денот треба да биде 2 до 2,5 литри, можеби и повеќе во зависност од физичката активност и така натака. Меѓутоа забораваме едноставно да ги имаме правилно оброците, забораваме да јадеме 3 пати во текот на денот, па ајде ќе толерираме 2 пати, меѓутоа едноставно во текот на денот еднаш да се јаде и во тој оброк сите да се измешаат намирници, тоа е најчесто грешката. И митот за пролетниот рестарт да се вратиме, нема чај кој што ќе направи детокс, детоксот се прави постојано, нема една храна која што ќе ни направи детокс, да јадеме само нели една намирница и елиминирање на скробна храна или тестенини или месо. Да, месото може меѓутоа да биде обарено или да не биде термички обработено. Има начини, меѓутоа ние треба да го избереме правилниот начин кој што е за нас, за нашето здравје. Така да има малку работи кои што може да ги направиме, а навистина да назначат за нашето здравје. Ако имаме прашање да се консултираме и да патиме вистинската насока или вистинскиот здравец. Милена, навистина на времето пријатен разговорот, важна е темата, ќе завршиме со последно прашање во контекст на она добро позната реченица кога ќе се одлучиме и се размислуваме да почнеме некаква физичка активност, одреден спорт и така натака. Еве почнувам од понеделник. За сите што планираат да почнат од понеделник, да излезат од комфортна зона. Чекаат понеделник да почнат, да почнат во моментов кој ќе почувствуваат дека треба да почнат и да не чекаат да дојде некаква завидна ситуација да мораат да почнат, туку да почнат на време. Да почнат на време, да почнат сигурни, да почнат со цел, односно свесни дека тоа и да бидат свесни за последиците кои што може да за последиците ако се прави нешто што не е соодветно за нив. Да. И важноста колку и еве самата природа тоа ни го возможува напролет, дворешните активности, планинарење, велосипед. Да ги искористиме максимално. Неопходна ни е дигитална детоксикација. Тоа е друга тема. Ама многу теми начинот, не знам дали приметивте. Тоа е зависте кои што сме сите зависни. Тоа ни треба помош. Да, така е. Многу теми за кои што се разбира дека треба и повеќе време и простор за разговор, но и неопходни за, верувам, нашите гледачи, за секој од нас. Среќа па имаме утринска нателма, имаме можност и буиднина тоа да го реализираме или поконкретно за некои нешта за кои што сметаме дека се главни фактори. Ова беше една утринска тема посветена генерално на пролетниот рестарт, бидејќи веќе влеговме во пролета, иако имаме се уште промени во време, но промените ги чувствуваме и затоа е добро да советите ги добиеме. И со времето и со годините. Да, како не. Да. Мислам супер беше ова свето тројство да си го имаме денеска во поврзано едно. Единствено што ми недостасуваше е кујната. Да. Моравме малку да направиме само остапка да ни требаше во оваа форма, ама за скоро ќе закажете средбата. Не се грижи, наскоро со некој нов рецепт ќе те очекуваме, пролетен. Да, завршуваат каде да е уште малку и постите. Соодветно нова на која што зборувавме. Ви благодариме многу за гостувањето, Јасмина и Емилија. Верувам пријатно ви беше и ми веќе знае Јасмина за прв пат, но верувам не и последен. Сања ја поздравивме и за сите оние кои што не следеа,
здравата исхрана, физичката активност и добриот и редовниот сон за еден совршен баланс во текот на прелетниот период, но ние акцентот го ставаме на оваа сезона, но тоа значи генерално во сите 365 дена од годината, да, или во текот на цела година.